Во финална фаза е новиот закон за работни односи, кој овозможува поголема заштита на работничките права, особено во делот на сезонската работа, односно сезонските работници. Во него, според надлежните, предвидени се одредби кои ќе овозможат работодавачот со плаќање при донеси во зимскиот период да се обезбеди работна квалификувана сила од претходната сезона за следната година. На тој начин сезонските работници ќе имаат сигурност во периодот во кој што не одат на работа, рече министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска на средбата со ГИС. Преработувачите пак велат дека треба модернизација на одредени делови од производството за помалку да зависат од сезонската работна рака, до која од година во година доаѓаат се потешко. Сезонските работници да, нив има се помалку и помалку, иако цената на трудот се повеќе се вреднува, очигледно е, че ние како преработувачи треба да ги модернизираме своите капацитети, да што помалку зависиме од работната сезонска рака, да ја имаме таму кај што не е најпотребна, а за одредени месец треба да го модернизираме производствениот процес со машини кои што Европската унија ги помага сите проекти кои што инвестираат во набавка и опрема за процесна опрема во производствените капацитети, било во околземта, било во која друга индустрија. Значи, тоа ни е шанса да се модернизираме, да стапиме, да влеземе во чекор со поголемите европски преработувачи на зеленчук. Инаку во Македонија се спроведува проектот за подобри услови за вработување на сезонските работници во Република Северна Македонија. Проектот за регистрирање на сезонските работници преку донесување нови или дополнување на постојните законски решенија за употреба на софтверско решение е поддржан од германската меѓународна заедница и треба да го имплементира Центарот за истражување и креирање политики. Според представниците на ГИС, од посебна важност е подигање на свеста кај работниците за тие да почнат да го употребуваат електронскиот систем за регистрирање сезонски работници во земјоделството, односно на ранливите групи граѓани. Со формалното регистрирање на работниците, освен што се решава нивниот статус, фармерите и земјоделските предпријатија ќе ги почувствуваат придобивките од пријавениот труд. На овој начин ќе се намали и неформалниот работен ангажман.